По повод одбележувањето на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, Битонскиот универзитет кој го носи неговото име одржа свечена седница на Универзитетскиот сенат, каде беа сумирани сите активности реализирани во текот на оваа година, кои беа во голем број, а им беа доделени и награди на најдобрите студенти кои своето образование го стекнуваат на факултетските единици на УКЛО. Во едно кратко резиме ќе потсетиме на сите тие активности, од една страна и од друга страна дел ќе презентираме од нив и се разбира, што ми е свечена седница на Сенат, тука е резервирано место за студентите. Студентите кои што ќе им дадеме признанија на оние кои што покажале највисок успех во текот на целото студирање, тоа се нашите идни амбасадори во Македонија и во странство, и на оние кои што имале иницијатива и се вклучиле во некакви дополнителни активности надпреварили и освоиле први места. На седницата беа презентирани и активностите преземени за маркирање на патеката на Свети Климент, која е во должина од 30 на километри во Охридско-Струшкиот регион, а ги презентира сите информации за неговиот живот и дело. Има 19 табли, почнувајќи од едниот крај на езерото од Радожда, црквите во тој Струшкиот регион, па се до Свети Наум. Но, која е идејата? Бидејќи секоја апликација и таков проект е, да речам, отворен, в година веќе ќе ги маркираме и местата поврзани со Свети Климент во Битола, во Струмица, во секаде онаму каде што има, како што кажав, не мора да има фактички докази како што се црквите низ Охрид. Може да има и некакви и други посредни или непосредни докази. Маркираната патека на Свети Климент е изработена од студенти и професори од Битолскиот универзитет, а креирана во чест на патронот на универзитетот.